Драги мои, во минутите кои следат, ќе уживате во уште едно издание на емисијата Наша сцена. Како што веќе добро знаете, во оваа емисија ви ги презентираме најновите и најактуелни случувања од македонската музичка естрада. Ќе уживаме и во добра песна. Не пропуштајте, останете со нас. Драги мои, во минутите кои следат во емисијата Наша сцена имаме една прекрасна гостинка која ни доаѓа од Куманово. Станува збор за младата и талентирана Сандра Милковска. Сандра, здраво и добре ни дојде. Здраво, добро ве најдов и благодарам за поканата денеска да бидам ваш гост. Како се чувствуваш? Па со оглед на време какво е, добро сум. Така, по прв пат си гостинка тука во нашето студио, па како ти се допаѓа? Ми се допаѓа, прв пат сум, да, уште една ќе ви се заблагодарам на НТВ продукција што ме поканивте денеска да бидам ваш гостин. Па сега во време во кога ништо не работиме ние музичарите, нели, ми годим, убаво ми е да пеам и да учествувам во емисии и да зборуваме за музика. Така, во наредните околу 30 на минути ќе си се дружиме, ќе си слушнеме некои твои песни, ќе си поприкажеме, но би сакала овој разговор да го започнеме токму од твоите почетоци. Како почна да се занимаваш со музика и колку време веќе си на македонската музичка сцена? Вака јас од мала сакав да пеам, знаев дека сакам да пеам, моите кога го препознаа тоа ме запишаа во музичко училиште Панче Пеше во Куманово. И кога ме слушнаа професорите по солфеж, рекоа дека треба да свирам виолина. Моите купија виолина, јас почнав да свирам, но јас видов дека виолината не е мојот другар во музика, тука јас сакам да пеам. Наборго се отпишав од музичкото училиште, потоа запишав средно музичко и таму се отпишав, зашто сакав да пеам, не сакав да свирам. Запишав средно гимназиско, потоа се омажив, па правив малце пауза. Исто бе во една продукција со забавни песни. Така. Таму се бавев со забавна музика, беа забавни песни, што странски, што наши, што и хитови. После, како што реков, се омажив, родив 2 ќеркички и после 3 години од бракот почнав да се бавам со музика и мислам дека тоа е некоја старосна граница на мои 25 години. И почнав релативно, нели, возрастна, настапи, за да можам да настапувам по ресторани и кафани кои, да се разбереме, не се едноставна работа. Така, напомена дека твоите почетоци се токму од свирење виолина. Дали можеби научи и знаеш да свириш? Ето, не мора виолина, некој друг инструмент. Ништо не знам. Така, значи се фокусира само не, на пеење. заборавив и тоа што знаев. Немам врска да. Така, си настапувала на доста фестивали, имаш доста песни испеано. Хајде да се подсетиме на кои се фестивали имаш настапено и со кои песни. На прв фестивал што настапив е со колегата Даниел од Куманово на Охридски трубадури, тука кај вас во Охрид. Тоа беше дует. Потоа 2018 година настапив на фестивалот во Валандово со песната "Не си ми суден". Во секоја прилика користам, нели, да ги поздравам Тоша Завков и Елена, сопругата негова, кои ми подари една преубава песна. Песната "Не си ми суден". Тука имав доста успешен настап, иако не добив награда. Од колегите од публиката добив стварно убави комплименти, што за настапот, што за целокупната изведба, нели? Так. Песната е со преубав текст, ќе ја слушнеме подосна, преубава балада. И сега, сега ќе кажам за тоа што 2020-2021 година ми се исти. 2020 година настапив на Роса Фест со песната "Ангелу мој". Так, интересно е што токму во време од корона се одржуваше Роса Фест, па ајде нешто повеќе околу тоа. Роса Фест порано се одржувала порано. Јас не сакав да настапувам на фестивали затоа што не можев да најдам соодветна песна, многу пребирав и затоа не можев да најдам соодветна песна и решив да почнам, нели, треба веќе 8 години се да занимавам со музика и ми дојде желба едноставно после толку време да снимам некоја песна и си реков ќе снимам, нели, прво нешто што ќе ми западне uz uvo, ќе го снимам и тоа нека биде тоа. Почетна точка ми беше баш од фестивалот со "Не си ми суден" песната. Таа песна ми беше убава и си реков од тука натаму ќе снимам и не пребирам веќе и нека биде што биде. И така почнав да снимам песни, почнав по фестивали. Сега Роса Фест, фестивалот минатата година беше без публика. Во студио вака снимавме. Песните беа снимани како спотови.
И така, нели, колку можеш да се снајдеш во оваа ситуација, да се случува нешто. Така. Сандра, јас предлагам тука да направиме една пауза, да слушнеме една од твоите песни, станува збор за љубовна рана, па се враќаме повторно во нашето студио да си продолжиме со нашиот разговор. Сложувам, може.
Тоа беше Љубовна рана, навистина преубава песна. Сандра, мене ме интересира дали за оваа песна имаш снимано видеозапис? Немам. Во план бев и само што почнав, нели, како што реков, претходно одлучив да снимам албум, почнав да снимам песни, одлучив да снимам спотови, фати, пандемија и се ме закочи. Така. Дали можеш да ни откриеш кој е текстописец на песната, Музика, аранжман? текст и аранжман, Далибор Даки Ѓошиќ и него ќе го поздравам за преубавите поздрав и од песни што нас. така. Ќе го поздравам. Сандра, за тебе интересно е тоа што имаш настапувано. Настапуваше низ Македонија редовно, но имаш имано турнеи надворон Македонија. Така. Па ајде нешто повеќе околу турнеите. Па и тоа, мене сите работи ми се случуваат спонтано. И така најубаво ми излегуваат работите во животот, што и да планирам, ништо не ми се исполнува, како и за албумот, како и за спотовите, така ништо не ми се исполнува, но имам трпение, знам дека ќе биде, имам волја, што е најбитно. За турнејата снимавме со Нино Величковски, дали некој дует снимавме, дали тој снимаш некоја песна и сега јас пошто работев со него долго време, и него ќе го поздравам. И одев со нив во студио кај Ангел Ќосев. И таму они ќе одат во Америка, се договориле турнеја, им треба пејачка. Оделе со сите колешки од македонската естрада. Од црквата во Свети Никола во Њу Џерси барат нешто ново, нешто младо. Така. И ме праша, они ме слушнаа како пеам, поточно Ангел Ќосев ми предложи, вика, Сандра, дали сакаш со нас да одиш? Јас, авантурист за шетање, која жена не сака да шета? Точно. Веднаш прифати, викам, нормално дека ќе одам, плюс тоа Dream Team, ако да бидам скромна, се е една од најдобрите групи во Македонија и сите нив ќе ги поздравам исто така. Се сложив, услов беше да снимам песна, дует со нив, која напиша човекот од таму, Нашинец од Кавадарци. Невернику се вика песната. Се очуле заедно, ја снимивме дует, настапивме на Филиграните. 2017 година мислам дека беше, со што крај на 2017, 28 декември, ние тргнавме и се поминавме преубаво и незаборавно. Од тогаш сме Значи не тогаш баш раздали. за новогодишните, божитните празници сте видени Да, таму. месец дена бевме во Америка. Истата година организаторот на црквата, главниот на црквата во Њу Џерси, Свети Никола, на синот правеше свадба, така да ми се погоди во октомври истата година да одиме пак во Америка на 4 дена и да пееме свадба. Браво, супер, навистина преубаво. И убаво доживување. Да, многу убаво искуство, да. Така, кога сме веќе кај песните, јас предлагам да ја слушнеме и Ангелу мој, која спомнавме на почетокот од нашиот разговор, па ќе се вратиме повторно во нашите студија. Баш. Колку ноќи не спани, колку таги премолчени, срцево бие, за тебе болува, за тебе умира. Срцево бие, за тебе болува, за тебе умира. Сите дни
boli, ewe pesna na cel glas, pesna pejam za nas, ewe pesna samo za nas, pejam na cel glas. Angelu moj, čuvaj me ti, ne sakam jaz bez tebe, znaj, čuvaj me do kraj. Site dni zaljubeni, da bida samo za nas, angelski dni nezaboravni, život moj si ti. Angelu moj, čuvaj me ti, ne sakam jaz bez tebe, znaj, čuvaj me do kraj. Site dni zaljubeni, da bida samo za nas, angelski dni nezaboravni, život moj si ti. Ја слушнавме Ангелу мој, со оваа песна се представи на Росафест 2020 година. Аранжман, текст. Аранжман и текст се знае, Далибор Таки Ѓошиќ ми ги работи Ѓошиќ. песните претежно. Така. Спомнавме на почетокот дека имаш и дуети, два дуети. Едниот Дуети, беше да. со Чуле, пред малку го спомнавме, а другиот само Невернику и со колегата од Куманово со кој почнав по устари да работам. Устари јас почнав со колегите од Куманово групата да работам, потоа се приклучи Даниел и додавме на идеја, нели? Тој предложи дали сакаш да снимиме како нели соработници. Секој викенд работевме заедно и снимивме песна на Охридски трубадури на стапи. Така, на самиот почеток напомена дека веќе почна со снимање песни за подготовка на твојот прв албум. Колку песни до сега имаш снимано и уште колку ти фалат ете за да го комплетираш? Па со тоа што планирам да ја ставам Не си ми суден од фестивалот во Валандово, Љубовна рана, Ангелу мој и За навек би те одбрала, тоа се веќе 4 песни. Па ќе ми фалат уште 5, мислам дека до 6. Така, и Со кои две веќе треба да ги снимам во Кочани, кај пејачот од групата Џумбуш Мијалче. Кај него имам спремни 2 песни. Една планирам да ставам и српска како бонус. Тоа ќе биде изненадување, да не напомнуваме сега. И уште 3-4 сигурно ќе ми треба, да. Ќе бидам во потрага, сега нешто не знам како да кажам да не погрешам. Немам волја, малце со ова, да. Малце еуфоријата е паната, волјата ми е паната, ма да јас не сум таков човек и се нели чекаме, сега ќе почнеме, Так. сега ќе почнеме, ни се одложуваат настапите, ни се одложуваат свадбите, ни се одложуваат турнеите и некако губиш на волја. Така. Сандра, кога сме веќе кај Не си ми суден, ја спомна дека таа е една од песните кои ќе се најдат на твојот прв албум, предлагам да ја слушнеме и се враќаме повторно во Ваше. нашата студија. Ne si mi suden ti, mene ne, dušo moja, teško mi je, bo tuđa po
постела, младоста заспала, тага ја покрила. Во туѓа постела, младоста заспала, тага ја покрила. Дали имам право за тебе да прашам? Дали имам право еднаш да те видам? Дали имам право кога тук си сега? Постела и грешки на друга жена. Живот е судбино, не си фер, играш Валкано. Живот е судбино, ма не си фер, играш Валкано. Дали имам право за тебе да прашам? Дали имам право еднаш да те видам? Дали имам право кога тук си сега? Постела и грешки на друга жена. Живот е судбино, не си фер, играш Валкано. Живот е судбино, ма не си фер, играш Валкано. Во туѓа постела, младоста заспала, тага ја покрила. Во туѓа постела, младоста заспала, тага ја покрила. Живот е судбино, не си фер, играш Валкано. Дали е пишано најмилој да не сме заедно? На, на, на. Тоа беше Не си ми суден, навистина преубава песна. Со оваа песна настапивте и на Валандова. Да. Дали имаш видеозапис снимано за оваа песна? За ниједна песна немам снимана видеозапис. Така. Тоа ќе Значи, го тоа направиме накнадно. во блиска иднина, се надевам, со инпродукција ќе се дружиме. Така. За време од короната, навистина цела веќе година кај што сме сите дома затворени, ограничени со нашите активности, случувања, највеќе сте погодени вие странните уметници, тоа нема бегање од тоа. Што правеше Сандра? Дали подготвуваше проект, нови песни, дали размислуваше за нешто повеќе околу кариерата? Музика јас секогаш слушам по дома и пеам, веќе не може да излезе трпа дома со пење и нонстоп, нели, галама е, нонстоп пеам. За музика, да ти кажам право, многу и не се интересирав. Ете, некоја емисија која ќе излезеш, јас сум секогаш за, никогаш не одбивам, таман работа, нели која ќе те повикаат во емисија, зашто да одбиеш, плюс тоа ќе ги забавуваме гледачите и тие заслужуваат
нели да пуштат телевизија, да гледаат нешто квалитетно. Си помина време со децата дома. Научив да готвам многу работи, мислам ја знаев и пред тоа, али како и ете, сите нели кога си останати дома, нешто ќе се домаќинки. заинтересираш, да. Точно. Па само спасот и мирот и да ти се отрнат мислите го баравме точно во кујна. Да, во Како и кујна. сите Да дани. се случува нешто, нели да учиш нешто ново, да ти поминува времето. Така. Сандра, јас и ти имавме можност баш во тие мигови кога веќе беше она најактуелниот период со коронавирусот, кога имаше и полициски час и карантин, си се слушнавме преку онлайн, Да. преку видео повик. Си поприкажавме и тогаш нешто, Да, наредни јас и тогаш го најавив албумот, да, точно. да. Така беше. Заборавивме да ја го спомнеме фестивалот Летен хит, кој го снимаше Така. исто ин продукција. Таму јас уствари настапив со песната За навек би те одбрала. Така. Да, За претежно навек- песните ми се фестивалски. Да. Точно. Кога веќе ја спомна За навек би те одбрала, таа е последната песна која ќе ја слушнеме во оваа емисија. И со таа песна би сакала да го заокружиме ова наше твое денешно гостување, нашиот денешен разговор. Да ја слушнеме и се враќаме повторно Ајде. за да се одјавиме. Малку време, животот краток е, со тага волка да се живее. Нема среќа без љубов искрена, нема радост без љубов голема. Нема среќа без љубов искрена, нема радост без љубов голема. Нема радост без љубов голема. И уште еднаш да се родам јас, и уште еднаш би те одбрала.
Ја слушнавме и за Навек би те одбрала, а навистина сите песни ти се преубави и заслужуваш за скоро време да си ги увеличиш со еден албум. Се надевам дека тоа ќе биде за скоро време. Јас ти благодарам што одвои време и што беше гостинка во Ин продукција. И тебе ти благодарам исто така што ме угости. Прекрасно си поминавме, прекрасно се дружевме. Така. Ти благодарам за комплиментите и се надевам по скоро време ќе има нешто ново и пак ќе се дружиме. Така, само за крај што би им препорачала на гледачите на нашата На гледачите телевизија? би им препорачала да не се плашат многу, да не се во страв, да не се во паника, да гледаат да живеат што поздраво, да се дружат со најмилите, со најблиските и да се надеваме дека ова брзо ќе помине и дека пак ќе се весели. Така, се гледаме во подобри времења со твојот прв албум. Се надевам дека тоа ќе е за скоро време и повторно ќе не видиш гостинга тука кај нас. Така. Благодарам. Ете така, драги мои, тука го завршуваме уште едно издание на емисијата Наша сцена. Јас верувам успеавме да го задржаме вашето внимание до крај. Верувам уживавте со нас. Сандра, за мојот изглед денес се погрижија бутиците на Мис Сара, кои нашите гледачи можат да ги најдат на 2 локации во Струга. А за твојот изглед? За мојот изглед се погрижи мојата најдобра другарка, мојата сестра Магдалена Нешковски, Ателје Магдалена од Куманова. Така. Драги мои, ако ви се бендиса нашите креации, можете да ги најдете во Струга и во Куманова. Ние се гледаме повторно за 7 дена.